Ја отворил решетката која ги поврзува халата со дупката, се симнал во дупката за да го провери шиберот, кој го повлекува течното ѓубриво од халата кон дупката и овде починал. Ова се правичните информации по несреќата во свињарската фарма во Свети Николско Амзабегово, каде почина 45 годишен работник. Тој на местото на несреќата бил со својот колега на возраст од 53 години. Тој се обидел да му помогне, но бил повлечен од други негови колеги, па завршил на клиниката за токсикологија. Според првични информации, има оштетување на мозокот, но кулкаво ќе се знае по компјутерската томографија. На лице место во фармата излегува државниот трудов инспекторат, откаде се изврши увид, но се чека целосна соодветна документација од страна на работодавачот, пошто ќе се излезе со точни информации за јавноста. Од самиот увид утврди дека е случена несреќа при работа со фатална последица за еден од работниците, а другиот работник е со потешки повреди и истиот е транспортиран на клиниката за токсикологија во Скопје. Со оглед на тоа што во моментот на надзорот од страна на работодавачот не е презентирана потребната документација, врз основа на која што би се утврдила целокупната фактичка состојба, од страна на инспекторите е задолжено работодавачот во текот на денешниот ден да ја презентира на увид потребната документација и по утврдување и разгледување на истата, Државниот инспекторат за труд ќе излезе во јавноста со целосна информација за случајниот настан. Томовска посочува дека по утврдување и разгледување на документацијата, инспекторатот ќе излезе и ќе го презентира случајот на јавноста. Од каков газ починал работникот ОТ, а неговиот колега СЈ се бори за живот на клиниката за токсикологија, треба да утврди обдукцијата на починатиот работник. Пријавата во секторот за внатрешни работи штипе во 11 часот и 1 минута, а несреќата се случила околу 10 часот и 30 минути во свињарска фарма во Амзабегово.